знајте Господа, нема никога. Ако уштемите дела, ако уштемите града, што ќе своите правдини, македонците се борат за своите правдини. Поново дене знамето се ве на Крушевската република. Македонија слободна. Сестри македонци, ова е ваша земја. Вие одлучувате. И да ги прашаме најстарите историчари, че речат дека сме од памти век. Сме биле на 3 континенти. Но сега сме се собрале на една грудка, натопена со крв, распарчена, на секој камен, на секоја грудка мириса на македонска крв, мириса на македонски опстанок. Затоа, брајча и сестри македонци, немој да дозволите никакви платформи. Низ вековите отко знаеме, ни го наметнуваја Букурешкиот договор, па некои софиски платформи, па белградски, па бриселски, и сега накрај ни ја донесоја и тиранската платформа. Зар ние, брајча и сестри македонци, не знаеме да бидиме наши на нашето? Зар ние не можеме да седнеме како брајча и да се договориме? Ова е наша земја. Некој низ вековите на македонскиот народ правил геноцид. За сега, после многу векови, да не прогласа за геноциден народ. Дали нашите војводи и линденци, асномци вршеле геноцид? Сите заедници што од векови биле овде се бореле под едно знаме, по знамето смрт или слобода за Македонија. Брајча и сестри македонци, затоа да не дозволиме нашата генерација да ја нарекуваат генерација на предавници. Ние не сме кеса хероин, па да не трампат и да се пазара со нас. Немој да дозволиме во гробовите да се превртува нашите и линденци и асномци. Ние ги имаме бранителите и вашиот градоначалник е еден од нив, а овие денови низ улиците на Македонија сите што маршираат се бранители на Македонија. Немој како предавници да дозволиме на вашата нова што туку отворена градинка првиот воспитувач да ги воспитува нашите деца на албански јазик. Ние имаме еден јазик, најстар од сите јазици од памтивек до денес, и сите не препознаваат по тој јазик како македонски народ со македонски јазик.
На оваја територија, оваја борба на македонците не е само за нас и за вас македонците. Оваја борба е за сите малцинства, народи и народности, без разлика на политичка припадност. Ова е грижата за сите македонци да имаат мирен сон и мирно да можат да спијат и да работат. Вашата општина последниве неколку години има голем просперитет. Вашата општина, да не били љубоморно, ама го рани и Прилеп. Ние сме горди што сте прилепчани кривогаштанци или долненци. Ние сме сите македонци. Оваја црна грудка земја што ја работите вие земјоделците е леп за нас македонците. Ранела многу македонци и многу ќе рани. Вие сами знаете, ако пред 30-40 години овде сте имале 2-3 трактори, сега ги имате може 100 и 200. Тоа е просперитетот на Македонија. Затоа, брајче и сестри, до конечната победа за зачувување на Македонија, на македонската унитарност, да останеме на улиците и да освоиме победата. Не ищиме тиранска платформа, не ищиме двојазична Македонија. Сакаме унитарна Македонија. Сакаме сонце подеднакво за сите македонци, за сите граѓани. Благодариме да сте ни здрави и живи. Добро вечер, кривогаштани. Веќе 4 недели сме на улиците за да се слушне нашиот глас. Нашиот глас на луѓе патриоти, луѓе што си ја сакаат оваа земја, оти немаме друга. Луѓе со различна политичка, верска, етничка припадност, мажи и жени, млади и стари, сиромашни и богати, земјоделци и трговци. Но сите со иста идеја за заедничка Македонија во која секој ќе ги ужива своите права подеднакво. По 4 недели можеме гордо да кажеме дека нашиот глас допре до секоја куќа, до секој добронамерен човек. На сите веќе ми е јасно дека ние ниту сме тука за некоја партија, ниту сме шовинисти, ниту мразиме некого. На сите веќе ми е јасно дека нашата една единствена цел е да си ја зачуваме државата, ваква каква што е, ваква како што треба да ја оставиме на нашите деца и внуци. Еден преседан се направи во 2001 година, кога државата беше клекната на колена од неспособните политичари и притисокот на странците. Тогаш се прифати експериментот наречен Охридски рамковен договор, која смени Македонија. Тогаш не убедува дека мора да биде така и дека тоа е последното. Нам бранителите ни беше тешко, беве неизиграни. Повеќе од 70 од нас ги дадоа своите животи за Македонија, меѓу кои и Љубе Груевски од Пашино-Рувци. Да ја вратиме историјата не можеме, но нивната крв пролеана тогаш ни даде завет и за денес. По 15 години, сега повторно сакат да ни ја променат Македонија, овој пат мирно, без војна, на зелена маса. Овој пат да променат до непрепознавање. Доколку се прифати двојазичноста во целата држава, доколку парите, униформите на полицајците и војниците бидат двојазични, Македонија веќе нема да биде држава на македонците и сите етнички заедници што живеат во незе, туку ќе биде држава на македонците и албанците. А тогаш нема да има причина и да се вика Македонија. Па лесно ќе не прекрстат, Македонија ќе биде до тогаш се до кога ќе биде држава на еден јазик и еден државотворен народ. Освен што сакаат да ни сменат суштината на државата, сакаат и да ни копаат по гробовите на нашите предци кои ги дадоа животите за слободата.
Сакаат Джемо Хаса и Мефаил да ги направат жртви на геноцид, а нашите борци од народно-ослободителната борба да ги направат джелати. Ова нема да дозволиме, ова нема да помине, нека му биде јасно на секого. И да не им се лутиме на албанските политичари. Тие се борат за својата кауза веќе 150 години, уште од Презренската лига. Нашиот бес и гнев е кон нашите политичари македонци, кои немаат никаква кауза, кои не знаат ни кои се, ни што се, ни која им е историјата, ни која ќе им биде иднината. Кои за пуста власт се подготвени да се откажат од се што е македонско, нив му се лутиме, зашто не знаат, немаат црвени линии. Тука сме да им порачаме да се вразумат додека не биде доцна. Се што бараме е јасно и гласно од сите македонски партии да излезат и јавно и јасно да ја осудат оваа платформа направена во Тирана. И не само партиите, него да излезат и сите пратеници за кои што сме ги дали нашите гласови, да излезат и да ја отфрлат оваа платформа. Ништо повеќе, ништо помалку. Само тогаш ќе бидеме мирни и спокојни, со мирна совест пред нашите предци и нашите поколенија. На крајот, нашиот нашиот град мислев на Прилеп како херој и секогаш биле македонците од Прилеп на прво место, се бореле и жртвувале за оваа земја. Одилинденците, Пере Тошев, Ѓорче Петров, борците од народно-ослободителната борба, Шарло, Ченто и моите соборци од 2001 година, секогаш Македонија раѓа такви синови и ќе ги раѓа. На крајот, некогаш со пушка, некогаш вака мирно, не има секој ден се повеќе и повеќе. Тука ќе бидеме се додека е потребно. Да се здрави и живи, да живее Македонија. И на крајот сакам едногласно да го поздравиме председателот на државата Ѓорѓи Иванов. Благодарам. Народе македонски, добро вечер земјо македонска, добро вечер цркво македонска. Денес прославуваме и си спомнуваме за сите маченици кои пострадале за верата наша православна и за нашата дедовина и татковина Македонија. Денес е ден кога нашата црква ги прославува светите 40 севастополски, светите 40 битолски маченици. Бидејќи овој ден е ден на мачениците, наша должност е да ги споменеме и сите други маченици, борци, страдалници за оваа земја и православната вера. Нека ни опростат сите кои нема да ги споменеме, бидејќи верувајте ми, книгата ќе биде поголема и од општина Кривогаштани. Затоа ќе ги споменеме најголемите настани во кои многумина пострада и се запишани во историјата на Македонија. Први маченици, 30.000 војни, борци на македонската фаланга во војската Александар Македонски, незаменливиот цар и војсководец до ден денес како излегува земјата македонска и го покорија целиот свет до Индија, но ни еден не се врати во Македонија. Борците и воините на цар Самоил Македонското православно царство и 14.000 ослепени борци од своите брајча по вера грците византиците. 1371 година, битката на Марица, македонската војска, водена од крал Волкашин, таткото на крали Марко и неговиот брат Углеша, против големата османлиска војска на цар Мурат I, оставени сами, откако писмено
побара помош од српските брајча на чело со кнез Лазар, заедно да се бранат против османлиите, му беше одговорено: вие бранете ја својата земја, а ние ќе ја браниме нашата. Тоа значеше дека Македонија не е Јужна Србија, а македонскиот народ не е српски народ. Крвава беше Марица 7 дена и 7 ноќи од крвта на македонските чеда и пеколот падна врз Македонија 550 години како вавилонското робство над евреите. И 1555 година Мариовското востание против османлиите и нивниот најголем водач Сулејман Величенствениот. Кога Европа се тресеше од Сулејмана, мариовците крваво се пресметаа со него. Начело беа свештениците и водачите кои јавно беа спалени на сред село во Старавина. 1690 година Европа поново не продаде и не остави во рацете на османлиите. Австро-унгарскиот војсководец Пиколомини ги протера османлиите до Едрење, заедно со македонскиот востаник Карпош војвода од Куманово, и откако го ограби и запали Скопје, го остави Карпош сам, кој беше поразен со неговите востаници и набиен на колесна камен мост, а неверниците околу него извикуваа: го нема Карпош, војвода, ја нема и Македонија. 1860 година прокрвави Бушова чешма и Бушова планина. Мануш војвода ја проли својата крв со својата дружина, бранејќи се од арамиите и качаците од алданци Норово. 1762 лето Господово, покрваво сите лета, кога прокрвари македонската православна црква, Охридската архиепископија, за големи пари од страна на грчката патријаршија да биде укината и со тоа да му се одземе и душата на македонскиот народ. Разловечкото востание, крестенското востание, крваво и маченички задушени. 1903 година Илинденското востание, воскресението на македонскиот народ и првата демократска република на Балканот и првиот демократски устав во Европа, Крушевскиот манифест, а сега тие доаѓаат да ни продаваат демократија. На деда да му ги кажеш ли вајѓето? Македонија стана пример, иако тоа беа само 13 дена, како се живее во мултиетничка држава, и затоа македонската химна се темели врз овие настани. 1905 година опколен е Лешочкиот манастир со 4000 православни македонски христијани од 7000 арнаути од село Слатина, Албанија и другите села, за да бидат погубени или живи запалени во манастирот. А тоа че беше најголемиот геноцид врз македонскиот народ од страна на албанците, доколку многоилјадната турска војска од Призрен, Приштина и Скопје не дојдеше да ги протера арнаутите. 1912 година првата Балканска војна замена за османлиското робство со тројно робство од страна на грците, србите и бугарите. Македонија ништо не доби, освен што ги зголеми бројот на загинатите маченици. 1913 година е позната како Македонска Голгота. Македонија е поделена и распната
на Егејска, Вардарска и Пиринска, и денес Пиринска Македонија е во Бугарија, Егејска Македонија е во Грција, а Вардарска се бори за свој опстанок. Тоа е правдата на демократска Европа. Првата светска војна беше најголемата братоубиствена војна за македонците и не се знае бројот на загинатите. 1941 година поново македонците се крена за своја држава со другите народи, борејќи се против фашистите, бугарите, балистите, и кога сакаа да го ослободат Солун, ги отераа на Сремскиот фронт, а другите ги затворија. 2001 година војна против албанските терористи и домашните предавници, Карпалак, Вејце, Куманово, да не ги заборавиме. 26 февруари 2004 година дојде најголемата благодарница од Европа за нашиот председател Борис Трајковски. И кога под нивно воздухопловство мирно слета во Мостар, Босна и Херцеговина, и заедно со неговиот екипаж, спален и спржен во ковчег, се врати во Македонија. Не разделувајте го, не разнабитувајте го, не го војувајте, не продавајте го, не ограбувајте го, зашто нивната крв да не падне врз вас. Обединете го македонскиот народ и сите малцинства под едно име и едно знаме. Да живее македонскиот народ и македонската држава. Вечна нека е Македонија. Да сме здрави и живи сите кои денеска се кренавте за Македонија. Сестри македонци, издржете само уште неколку дена. Сношти му го кажавме патон на тој по главицата хан. Му кажавме дека не е добре дојдем во Македонија, затоа што тој вчера дојде и со аболицираниот Заев сакаја Зијан Села да ни бил премиер на Македонија. Зијан Села зашто не ја признава македонската нација и македонскиот народ. Зар го заборавивте Сердарот и што напишал Григор Прличев? Пискотници се слушаат во галичник во река, што тешка несреќа ги избрала и мажите и жените, салгласи тажна ека и навира саде коп и зла. Дал град по лињата житородни ги беше фатил, ил ројо скакулци се вдал, дал султанот Арачли пред време беше пратил, да збират араш луд без жал. Нема да му дозволиме уште еднаш на гегите да ја сардисува нашата драга Македонија. Поздравјавам те, земјо македонска, уважавам те, земјо македонска, земјо турско-лупска Македонијо, ти го ставаш гроб. Благодарам. Македонија, 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 Македонија. Почитувани за наредниот граѓански собир, ќе бидете благовремено известени. Благодариме за вечерва.